Електроенергетската состојба во Македонија е стабилна. Третиот блок во РЕК Битола е ставен во функција и сега електраната работи со полн капацитет, а тарифните потрошувачи ќе добиваат струја навреме, изјави денеска генералниот директор на АД Христијан Мицкоски. Во најстудените денови, на 8, 9, 10 и 11 јануари, преку 80% од потребите земјава ги задоволи од домашното производство. На 8 јануари, целокупниот конзум во 78% беше задоволен од домашните производни капацитети, 22% од УВОЗ. Тоа беше неделата кога беше најладниот ден, само да ве потсетам, тоа беа минус 25 степени, во одредени делови во Македонија и минус 30. На 9 јануари 91% беше од домашни производни капацитети, 9% од УВОЗ. Иста беше ситуацијата и на 10 јануари. На 11 јануари вчера 82% се домашно производство и 18% се УВОЗ. Инаку конзумот, само да сакам да ја пренесам оваа анализа што ја направивме. На 8 јануари, тоа беше оној најладен ден, доколку се компарираат, доколку се спореди конзумот од оваа година визави оној кој што беше минатата година, е за 31,9% поголем. На 9 јануари 35,1%, на 10 јануари 30,4% и во текот на вчерашниот ден рекордни 37,9 степени. Процент. За увоз на енергија заклучно со денеска се потрошени 2 милиони евра, но финансискиот кусок ќе биде многу помал. Мицкоски вели дека наредниот период ќе биде поволен затоа што снегот што ќе се топи ќе ја намали цената на струјата во регионот и ќе има ефтина енергија напролет. Увозот за струја засега не се реализира преку Грција и Бугарија, туку единствено преку Србија. Состојбите се следат 24 часа, а најавеното зголемување на температурите се очекува да ја подобри ситуацијата. Во врска со обвинувањата на СДСМ, Мицкоски изјави дека со опозицијата разговараат на различен начин. Остануваме фокусирани на справувањето со состојбите и нема да коментирам небулозни тврдења кои немаат никаква научна и техничка логика. Отворени сме за секакви конструктивни предлози, но досега такви нема, изјави директорот на ЕЛЕМ.